Добар ден. Јас сум професор Јадранка Калемџиевска во Средното стручно училиште Марија Кири Склодовска од Скопје. Денес, по предметот суровини, производи и амбалажа, ќе ја разработиме наставната содржина конзервирање на прехранбените производи, со што ќе ги прошириме знаењата за начинот на зачувување на квалитетот на храната. Конзервирањето потекнува од латинскиот збор консерватио, што значи зачувување, оддржување, и е заедничко име за различни постапки кои имаат за цел да го зачуваат квалитетот на прехранбените производи, односно да го спречат нивното расипување што подолго време. Целта на овој наставен час е да ја разбереме задачата на конзервирањето, да ги анализираме различните методи за конзервирање, да може да ги разликуваме методите на конзервирање кои ја користат промената на температурата од оние кои ја користат промената на влагата во храната и да може да ги разликуваме конзервансите. Но, како прво, да се потсетиме од претходниот час за расипувањето на храната и за причините кои доведуваат до нејзино расипување. Расипувањето на прехранбените производи представува намалување на квалитетот на хранливите продукти, кое може да биде поврзано со создавање на некои опасности за здравјето на потрошувачот, со смалување на нивната хранлива вредност, со влошување на нивниот вкус, мирис, боја, конзистенција, изглед. Исто така, може да биде поврзано со менување на хемискиот состав и физичките својства, како и било какво нивно онечистување. Причините кои доведуваат до расипување на храната можат да бидат од биолошка природа, тоа се микроорганизмите, како и штетниците, глодачи, инсекти, како и од физичко-хемиска природа, тоа е делувањето на кислород, топлината, зрачењето и водата. За да ја сочуваме храната за своите потреби, секојдневно се бориме против овие конкуренти. Со различни отрови и акции на чистење на складовите, ги уништуваме животните и инсектите, а против дејството на микроорганизмите се бориме настојувајќи да ги уништиме или да создадеме услови кои ќе го оневозможат нивното дејствување. Една од најчесто применуваните методи за зачувување на храната е конзервирање на храната. Со конзервирањето се настојува да се отстранат погодните услови за дејствување на микроорганизмите, односно да се прекинат навреме или да се сведат до најмала мера или пак целосно да се отстранат. При тоа, храната треба максимално да ги зачува своите хранливи вредности и органолептички својства, а за тоа да бидат употребени најекономични средства. Конзервирањето, значи, е постапка за зачувување на храната од расипување. Со неа се постигнува зголемена трајност на производот, се проширува асортиманот на прехранбените производи, се подобрува вкусот, например, со маринирање на зеленчукот, се зголемува прехранбената вредност со додавање на шекер, сируп, масло и така натаму. Во зависност од применетата постапка или употребените материјали, конзервирањето може да се изведе со физички, хемиски и комбинирани методи. Основен принцип е да се конзервираат здрави и исправни производи. Физички методи за конзервирање. Физичките методи за конзервирање се ладење, смрзнување, сушење, концентрирање, пулверизација, стерилизација и секоја од нив посебно ќе ги разгледаме. Ладењето е постапка при која храната се изложува на температура од 0 до плюс 4 степени Целзиусови, во кој интервал престанува дејството на повеќето микроорганизми. Во оваа постапка,
храната се заштитува од расипување за кратко време од неколку дена, односно недели. Истата се применува при транспортирање до некој оддалечен потрошувачки центар. По-делотворно од ладењето е смрзнувањето. При тоа храната се изложува на дејство на температура од околу минус 35 степени Целзиусови. За да се оневозможи оштетување на ткивото на производите од создавање на крупни кристали, смрзнувањето на претходно оладениот производ се врши брзо. Со смрзнувањето, производите можат да се зачуваат од 6 до 9 месеци. Оваа постапка се користи за транспорт на големи далечини и за снабдување на пазарот со несезонски производи. Конзервирањето со сушење, или уште познато како дехидратација, е постапка при која доаѓа до смалување на влагата на 8 до 14% или помалку за инстат производите на 1 до 3%. Со сушењето се намалува работата на микроорганизмите поради недостаток на влага, па производите се конзервирани за извесно време. Сушењето може да се изврши природно на сонце или во индустријски сушилници со топол воздух или други гасови и со инфрацрвени зраци. Важно е производите постепено да се сушат, за да не дојде до запечување, зашто заостанатата влага во внатрешноста на производот ќе овозможи развој на микроорганизмите. Се сушат цврсти производи со големо количество вода, најчесто овошје, зеленчук, билки, риби, месо и слично. Во сушените производи се постигнува голема концентрација на сува материја, со што се создаваат неповолни услови за раст на микроорганизмите. Концентрирањето е постапка на конзервирање на течни производи богати со вода, како што се сокови од домати или овошје, млеко и слично. Тие се конзервираат така што течноста се загрева на температура од над 100 степени Целзиусови во специјални испарувачи, при што дел од водата испарува, а производот се згуснува, при што се добива концентрат. Во пракса овој процес се изведува на нормален притисок, па работната температура е пониска. При тоа, производите го сочувуваат вкусот, мирисот, аромата и големо количество од витамините. Пулверизацијата како метод на конзервирање е современ начин на излекување на водата од течните производи. Течноста се пропушта низ тенки дизни, при што се создава магла која доаѓа во допир со загреан воздух на температура од 110 до 120 степени Целзиусови, при што водата многу брзо испарува, а сувиот дел паѓа на дното. Сето ова се изведува во цилиндрични апарати, наречени пулверизатори. При оваа постапка се добиваат млеково прав, јајцово прав, супи, нескафе, чаеви и други производи во прав. Пастеризацијата е постапка која представува термичка обработка на прехрамбените производи на температура од 60 до 90 степени Целзиусови со различни времетрајања на загревањето. Со неа се уништуваат вегетативните форми на бактериите, но не и нивните спори. Затоа трајноста на производот е ограничена и пастеризираните производи треба да се чуваат во разладни уреди на температура до плюс 4 степени Целзиусови. Овој метод е вообичаен за млекото, пивото, соковите и слични течни производи. Недостатоците на пастеризацијата се надминуваат со стерилизација. Стерилизацијата е процес на термичка обработка на температура од 110 до 120 степени Целзиусови, при што сите микроорганизми и нивните спори се целосно отстранети или уништени. На овој начин произведуваме долготраен производ со постојан квалитет.
Времето и температурата на стерилизација зависат од својствата на храната, од големината на пакувањето во кое се наоѓа храната. Инаку производите се херметички амбалажирани во лимена или стаклена амбалажа. Стерилизацијата може да се изведе на секаков вид храна. Под поимот конзерва подразбираме стерилизирани производи во лименка. До расипување на стерилизираната, односно трајно конзервираната храна може да дојде само како последица на лошото пакување и затоа пакувањето посебно се контролира. На следната слика имаме пример за стерилизирани производи. Сите овие методи спаѓаат во физички методи кои за конзервирање на производите ја користат промената на температурата на производите. А сега да ги разгледаме хемиските методи за конзервирање. Хемиските методи се темелат на дејство на различни супстанци врз микроорганизмите. Овие супстанци се наречени конзерванси. Тие се строго пропишани по вид и ограничени во количество. Постојат природни и хемиски конзерванси. Природните конзерванси се шеќер, готварска сол, вински оцет, додека хемиски се супстанци кои се додаваат